Почитувани, Филипче вели намалување на бројот на нови носители на коронавирус, но статистиката вели зголемување на бројот на заболени. За 2 дена во Србија беа направени над 10.000 тестови за корона, а во Македонија тој број за 2 дена е 400. Колку за илустрација, вчерашната статистика говори дека се направени 332 тестирања, а бројката на заболени е 33. Тоа е 10% од вкупната бројка на тестирани. Хрватска и Словенија речиси и не бележат нови случаи на дневна основа. Она што исто така загрижува е и бројката на заболени здравствени лица и медицински персонал. Многу е јасно како може да се стави ситуацијата под контрола. Процесот за тоа е јасен, потребно е да се зголеми бројот на тестирање. Само така ќе знаеме како понатаму. Сите соседни земји го зголемуваат бројот на дневно направени тестови, ги тестираат и ризичните групи. Внимавајте, кај нас ова е само во фаза на најава. Како без ова се мисли да се направи стратегија за тоа како понатаму? Без систематски пристап, без вистинско и планско тестирање, тука мислам и тестирање на лица од ризични групи, не може да имаме вистински информации за состојбата на епидемијата во земјата. Без ваков пристап, тешко да се направи соодветна стратегија за тоа како понатаму. Без ваков пристап, нема ни соодветна здравствена политика. Потребен е итен и темелен скрининг. Едноставно, ситуацијата кај нас не е под контрола и не е розева. Здравствените лица не треба да служат на политиката, не треба да ја разубавуваат грдата реалност поради политички интереси. Здравствените лица треба да служат за здравјето на граѓаните. Токму затоа потребно е да се зголеми бројот на тестови кои се изведуваат на дневно основа. Само така ќе знаеме како понатаму. Ви благодарам на вниманието.